Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја следите во следните 50 на минути. Македонија со завчерашното гласање во парламентот доби 20 технички министри и заменици во 3 министерства. СДСМ влезе во владата на Груевски со Оливер Спасовски во МВР и Фросина Ременски во Труд и социјала како министри и Кира Нума во финансии, Александар Кирацовски во информатичко општество и Љупчо Николовски во земјоделие како заменици министри. Собранието на понеделничката седница па ги усвои законите за заштита на приватноста и законот за дојавувачи со кои се регулира понатамошното објавување на прислушувани разговори како и пријавувањето на сомнежи за корупција. Со законот за влада пак беа регулирани надлежностите на министрите со технички мандат. Утврдено е дека тие нема да можат да вршат кадровски измени освен во случај кога лицата ќе го прекршат законот, а во случај на смена на одреден кадар, владеачката партија ќе може да назначи заменик на новото одговорно лице со кое ќе имаат врзан потпис. Европската комисија во вторникот го објави извештајот за напредокот на Република Македонија и додели 7 последователна препорака за почеток на преговори, но условена со спроведување на договорот од пржино и имплементација на реформите предложени од европските експерти. Особено силен напредок се констатира на полето на економијата, инфраструктурата, здравството, а одредени слабости се нотираат во борбата со корупцијата, судството и медиумите. Говорејќи за слободата на медиуми, интересно е да се напомене дека Европската комисија во извештајот за напредокот оваа година настапува селективно, односно нотира само 2 случаи на кршење на новинарските слободи и права, и тоа случајот кога на еден новинар на домашна адреса му беше доставен венец и нападот на еден владин функционер врз новинар од еден портал кој впрочем во судска постапка тврди дека воопшто не е новинар. Иако речиси сите меѓународни институции, амбасади и новинарски издруженија навремено биле известени за инцидентите и настаните на кои жртви биле голем број други новинари, тие не се споминати во последниот извештај на Европската комисија. Еве дел од сериозните инциденти кои ја загрозуваат слободата на изразување, независноста на медиумите па и животот на новинарите кои не беа нотирани во извештајот на Европската комисија. Демолиран автомобил и физички напад врз новинар и 20 сниматели на телевизија Сител кои известуваа за протестот на опозицијската СДСМ пред македонскиот парламент. Настан кој се случи на 6 мај за време на протестите на СДСМ. Група непознати напаѓачи најпрво вербално, а потоа и физички нападна екипа на ТВ Сител. Службениот автомобил беше демолиран, а случајот беше пријавен во полиција, а информирани беа сите релевантни здруженија и меѓународни организации. Настан кој се случи на 5 мај за време на протестите на СДСМ пред владата, беа искршени прозорците и влезната врата токму на Радио Слободна Македонија, како и на неделникот Република. Заканите и притисоците кон новинарите од овие редакции продолжија во текот на идните денови, пошто овие медиуми беа принудени да се заштитат со метални решетки од демонстрантите кои кампуваа пред владата. За случајот и за притисоците беше известена полицијата и сите релевантни здруженија и организации. Голем број новинари добија закани за физички пресметки од активисти на опозицијската СДСМ, меѓу нив Дејан Николовски, уредник на порталот Нетпрес, кој беше предмет на сериозни закани од лидер на една политичка партија, Стојанче Ангелов од Достоинство. Физички закани доби и водителот Јанко Илковски, како и новинарот и дописник од Брисел Бобан Нунковиќ, на кого едно лице му се закануваше со напад со статив за камера. Дел од новинарите во Македонија беа предмети на повеќе месечни јавни напади од страна на опозицијската СДСМ, она што како пракса започна со нивното етикетирање како провладени во соопштенијата на опозицијската партија, потоа продолжи како нивно дискредитирање на порталите под контрола на СДСМ, кулминираше со нивно ставање под целосен притисок со јавно објавување на нивни приватни телефонски разговори или разговори кои се однесуваат на овие новинари во така наречените бомби на Зоран Заев. Опозицијската партија најпрво соопшти дека биле прислушувани голем број на новинари, но потоа им подели папки само на новинарите кои соработуваат и работат под контрола на СДСМ, додека пак останатите новинари беа предмет на повеќе месечно објавување на нивни разговори. Поделбата на наши и ваши која со години постои во македонското општество, особено во медиумите и помеѓу новинарите, беше буквално зголемена и беше дополнително поларизирана со ваквиот настап на опозицијската СДСМ. За ваквиот однос на Европската комисија кон овие појави реагираше и Македонската асоциација на новинари, кои констатира дека извештајот во делот на медиумите е пристрасен, субјективен, едностран, бидејќи не се ни контактирани новинарите кои што во изминатиот период, во изминатите 12 месеци биле
биле предмет на физички, вербални и друг вид на закани и притисоци. Ова е особено значајна тема која во изминатите денови беше актуелна во медиумите и во јавноста, но со овие информации ќе го заокружам политичкиот преглед на настаните кои одбележаа неделата, но најавувам разговор на една поинаква тема, а во пресред на одбележувањето на светскиот ден на жртвите во сообраќајот кој е во недела, ќе разговараме за безбедноста во сообраќајот и оваа тема беше особено актуелна во изминатиот период во Република Македонија. Мој гостин соговорник е Ристо Манчев од РСБСП, од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Останете со Пулт на Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив овој пат во Пулт, мој гостин Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Добро дојдовте во Пулт. Добро ве најдов. Господине Манчев, денеска промовирате една нова кампања со која ќе го одбележите светскиот ден на жртвите во сообраќајот. Може ли да ни кажете, овој ден е всушност во недела, значи задутре, кажете ми со какви се активности ќе опфаќа оваа кампања? Да, на иницијатива на Обединетите нации е третата недела од месец ноември прогласена за недела во која што се одбележува светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. Целта на оваа активност е всушност да изразиме од една страна почит и да изразиме почит и да ги спомниме лицата кои што настрадале во сообраќајни незгоди, од друга страна исто така сакаме да изразиме солидарност на лицата чии што блиски настрадале во сообраќајни незгоди, меѓутоа исто така и преку оваа кампања сакаме да ја подигнеме јавната свест за фаталните последици од неодговорното однесување во сообраќајот. Што се ќе опфатите во оваа недела? Дали ќе има одредени едукативни кампањи, на кој начин всушност ќе одадете почит на жртвите во сообраќајните несреќи? Да, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата заедно со партнерите цела недела, значи во периодот од 15 ноември до 22 ноември ќе реализира активности со цел одбележување на овој ден и во Република Македонија. Во таа смисла важно е да истакнеме дека на 15 ноември, кога всушност цел свет го одбележува овој ден, ќе промовираме парк во спомен на загинатите лица во сообраќајни незгоди. Целта е всушност со дрвцата кои што таму ќе бидат засадени да бидат символ на луѓето кои што го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Меѓутоа повторно тоа се сепак само дрва кои не потсетуваат, меѓутоа ништо и никој не може да ги врати лицата кои што ги загубивме. Ќе имате колку што видов и одредени едукативни кампањи, што е она клучно што како порака сакате да го пренесете до јавност? Исто така да, во рамките на оваа кампања ќе организираме едукативни трибини со студентите во неколку универзитети во Република Македонија, и тоа Американ коледж, МИТ универзитет, Технички факултет Битола и ФОН универзитет, и целта е на овие едукативни кампањи да ја подигнеме, да ги едуцираме младите лица за важноста од одговорното однесување во сообраќајот и да ги едуцираме на опасното дејство кое што го има алкохолот и употребата на психотропни супстанци на способноста на управување на моторно возило. Дали алкохолот е се уште помеѓу топ причините поради кои доаѓа до сообраќајни несреќи и жртви во сообраќајот? Сообраќајните незгоди во основа всушност се предизвикани во комбинација од повеќе фактори, меѓутоа најчесто станува збор за брзо возење во комбинација со управување на моторно возило под дејство на алкохол. Меѓутоа исто така и употреба на смартфоните и текстирањето исто така е детектирано како доста опасно во сообраќајот, особено во урбана средина. Така, неодамна стапи на сила новиот закон за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Чинам дека има зголемување одредено на казните токму во овој дел, користењето на мобилни телефони, одредена градација на казните, промени во казнената политика. Може ли да ни кажете што беа оние клучни работи кои во изминатиот еден месец колку што овој закон е на сила веќе се спроведуваат и имате ли некакви забелешки во тој дел? Сметаме дека законот во суштина представува одраз на реалната потреба на состојбите во сообраќајот во Република Македонија и сметаме дека
Во суштина законот во голема мера неговата имплементација во голема мера ќе придонесе за подобрување на безбедноста на сообраќајот на патишта во Република Македонија. Она што најмногу ги интересира вашите слушатели и тоа што најчесто всушност се зборува во јавноста е зголемувањето на казните. Во суштина јас би рекол дека не станува збор за зголемување на казнените мерки, туку напротив воведено еден степен на градација. Така, например, доколку некој учесник во сообраќајот управува моторно возило во населено место со брзина од 10 км на час поголема од дозволената брзина, во тој случај казнената санкција е 10 евра или 600 денари во изразено во денарска противвредност. Меѓутоа, доколку некој од учесниците во сообраќајот управува моторно возило со брзина од 50 км на час повеќе од дозволената брзина, во тој случај нормално логички да и самите санкции се по-ригорозни. Во тој случај санкцијата изнесува 400 евра во денарска противвредност и одземање на возачката дозвола до 12 месеци. Исто така законот нуди и други значајни решенија кои што се особено важни да се истакнат, а тоа е намалувањето на брзината на движење во населено место на 50 км на час. Потоа исто така задолжителна обврска за користење на детски седишта, унапредување на работата на автошколите и испитните центри и ред други одредби кои што на свој начин предонесуваат за поголема безбедност во сообраќајот и по протечен сообраќај. Една од најжешките теми во изминатиот период беше поврзана со градот Скопје и поврзана со бројот на жртви пешаци во сообраќајот. Еден случај имавме и вчера токму во населбата, по скопската населба Чаир. Зашто всушност се работи, од каде потекнува овој проблем? Има ли зголемување на бројот на жртви пешаци во сообраќајот и на што се должи тоа што во изминатиот период имавме повеќе такви случаи? Да, за жал пешаците и покрај тоа што представуваат една од најранливите категории на учесници во сообраќајот, сепак истовремено пешаците спаѓаат и во една од најнедисциплинираните категории на учесници во сообраќајот. Би сакал да истакнам дека ако направиме вака една анализите кои што ги прави Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата покажуваат дека најчесто страдаат повозрасните лица во сообраќајни незгоди. Пример, само минатата година вкупно 36 пешаци го загубиле животот во сообраќајни незгоди, од нив 19 биле лица над 60 години. Причина за ваквата состојба секако е повеќе кратна. Од една страна тоа е намалените физички можности на граѓаните од таа доба на животот, намалените можности на нивните на сетилата. Меѓутоа исто така и самите возачи многу често се однесуваат нестрпливо и особено е забележливо тоа што во случај кога имаме жолто светло на семафорот, место возачите да се придржуваат кон подготовка на запирање на возилото, евидентно една појава со која што возачите дополнително ја зголемуваат брзината се со цел да поминат на светлото и најчесто во такви случаи се загрозуваат пешаците во сообраќајот. Што покажува статистиката, и она анализа на Републичкиот совет? Вкупниот број на жртви во Република Македонија, значи во просек годишно околу 160 до 170 лица го губат животот во сообраќајни незгоди. Најлоша во таа смисла, најцрна статистика имавме во 2013 година, кога 198 лица го загубија животот. Минатата година беше спроведена една широка и соопфатна кампања во која што се вклучи и владата на Република Македонија, се вклучи голем број на институции и личности и во таа смисла беше евидентен пат на бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди на 130 лица, тоест намалување за цели 30%. Оваа година нивото и динамиката е речиси приближено на 2014 година, што значи тоа е под нивото на годишниот просек. Меѓутоа би истакнал дека тоа не е најзадоволително ниво, во таа смисла постои простор за подобрување, бидејќи ако ги следиме овие параметри, значи минатава година изразено во според параметрите според кои што се мери безбедноста во сообраќајот на патиштата, изминатава година во Македонија 6,5 лица на 100.000 жители го загубија животот во сообраќајни незгоди. Во рамките на Европската унија тоа изнесува 5 лица на 100.000 жители како просек на Европската унија, што значи дека некои земји членки на Европската унија се доста подобри во тој дел од нас, меѓутоа има и земји членки на Европската унија кои што се и полоши од нас. Би рекол дека во окружувањето на Балканот Република Македонија е една од земјите кои што има најдобри резултати во тој дел. Пак ќе напоменам, сепак тоа не е задоволително ниво. Има простор за подобрување, потребно е да се работи повеќе,
бидејќи секој загубен живот едноставно е ненадоместива штета како за семејството, така и за општеството. Што е клучно во тие напори за намалување на бројот на жртви, дали превенцијата или казнената политика? Во тој дел важно е да истакнеме дека најдобри резултати се постигнуваат преку соодветна комбинација на репресивни и превентивни мерки. На долг рок најдобри резултати дава едукацијата. Во таа смисла и ние како Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата преземаме континуирани кампањи насочени кон разни целни групи, се со цел едукација на учесниците во сообраќајот за нивно правилно учество во сообраќајот. Меѓутоа важна е репресијата затоа што одредени учесници во сообраќајот се крајно неодговорни, крајно девијантно се однесуваат и за таквите учесници во сообраќајот едноставно превентивното действување не дава резултат, па неопходни се силни казнени мерки, бидејќи едноставно мора таквите лица да бидат изолирани и елиминирани од сообраќајот за да имаме за сите да се чувствуваме побезбедно во сообраќајот. Каква е вашата соработка со институциите? Колку сте задоволни од она што тие го преземаат на овој план? Во таа смисла би истакнал дека ние како совет имаме изразена силна поддршка и соработка со голем број на институции. Всушност и втората национална стратегија на Република Македонија во суштина укажува на тоа дека за да ги постигнеме целите на стратегијата, за да оствариме едно задоволително и високо ниво на безбедност на сообраќајот на патиштата, неопходно е засилен ангажман од страна на сите надлежни институции, тоест од повеќе надлежни институции. Во таа смисла ние имаме силно изразена соработка како со Министерството за внатрешни работи, со Министерството за образование и наука, со единиците на локалната самоуправа и во сите активности кои што ние заеднички ги реализираме, едно е суштински, а тоа е дека само заеднички можеме да го оствариме посакуваниот резултат. Нормално безбедноста на сообраќајот е комплексна материја и не може да се издигне на повисоко ниво со индивидуално действување на една институција и за таа цел всушност заеднички соработуваме и работиме во една иста насока. Правиме куса пауза за реклами. Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, го слушате политичкиот магазин Пулт. Како што веќе знаете, разговарам со Ристо Манчев, секретар на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Господине Манчев, говоревме и за превентивните и за репресивните мерки за намалување на бројот на жртви, а во пресред на денот, светскиот ден на жртвите во сообраќајот, кој е во недела. Утре чинам дека официјално завршува една ваша кампања, тоа е кампањата за безбедност на децата во сообраќајот. Како сте задоволни од кампањата? Колку е ова сериозен проблем во Република Македонија, што покажуваат бројките и какви се вашите очекувања после овој превентивен дел на кампања? Да, во изминативе 3 месеци Републичкиот совет реализира една вака широка и сеопфатна кампања насловена како да ги заштитиме децата во сообраќајот. Целта на оваа кампања всушност беше поголема безбедност на децата во сообраќајот преку нивна едукација за основните правила и прописи во сообраќајот, преку нивно оспособување за препознавање на ризикот и опасностите во сообраќајот. Меѓутоа исто така преку оваа кампања всушност преку пораки кои што децата ги испраќаат до возрастните, до нивните родители, до нивните најблиски, всушност се обидовме и да ја дигнеме јавната свест за важноста за одговорното однесување во сообраќајот од страна на возрастните учесници во сообраќајот, бидејќи всушност и безбедноста на децата во сообраќајот е одговорност на возрастните. Кампањата беше добро прифатена, и она што е најважно, голем број на познати личности од јавниот и културниот живот во Република Македонија се вклучија во оваа кампања и сметаме дека резултатите од оваа кампања всушност ќе ги видиме во наредниот период. Имате ли информација колкав е бројот на деца жртви во сообраќајот во Република Македонија? Да, во просек во Република Македонија околу 9 деца го губат животот во сообраќајни незгоди. Наша цел е 0 деца жртви во сообраќајот, меѓутоа за жал оваа бројка за сега е 9 и токму тоа беше една од причините поради кои што иницииравме оваа кампања. И пред се во рамките на оваа кампања всушност опфаќаше неколку сегменти, значи од една страна тоа беа активности насочени према возрастните учесници во сообраќајот, нели како што рековме активности за подигање на јавната свест за нивно одговорно учество во сообраќајот, едукација на децата, меѓутоа и едукација и на возрастните учесници во делот на користење на детските седишта, бидејќи децата многу често исто така страдат како патници во сообраќајот.
А ова е на доста Почнаа ли граѓаните да користат детски седишта во поголем број? Сега е тоа задолжително Да, за деца новиот до закон за 5 безбедност на години. сообраќајот на патиштата предвидува обврска за користење на детските седишта. И ова е европска мерка, бидејќи истата веќе подолго време се применува во рамките на Европската унија. Официјални податоци немаме за тоа колку се користат детските седишта, меѓутоа од состојбите кои што ги следи Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, евидентно е дека постои еден тренд на зголемена употреба на детските седишта, меѓутоа сепак тоа ниво не е на потребното ниво и би сакал уште еднаш во оваа прилика да апелирам до сите родители да користат детски седишта затоа што се работи за животот на своите најмили. Може би одредени мерки за намалување на цената на детските седишта би дале некаков резултат, бидејќи сепак во овој момент седиштата и не се толку ниска цена и не се достапни за секој. Да, едно од најчестите прашања кое што се поставува е токму тоа цената на седиштата. Може би добро е да се размислува во таа насока како да се направат да бидат тие попристапни до сите граѓани. Меѓутоа не би рекол дека цената на седиштата е толку голема, затоа што од една страна е цената на седиштата, од друга страна е животот, здравјето на децата, кое што едноставно е неспоредливо во однос на цената на седиштата. Може да се размислува во таа насока, некои граѓани кои што контактираат до Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот дават и своји предлози за тоа, за воведување на субвенции, намалување на фискалните давачки. Ние како совет ќе испитаме и таа опција, ќе доставиме предлог до надлежните институции и ќе видиме што понатаму во таа насока. Во секој случај, користењето на детски седишта е исклучително важно. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Говорејќи за едукација, вие како совет имате една иницијатива за унапредување на сообраќајното образование. Може ли да ни кажете за каква иницијатива станува збор? Да, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата покрена иницијатива со цел да се утврдат можностите, начините и потребата за заекнување, за заселување на сообраќајното образование во рамките на редовниот образовен процес во Република Македонија. За таа цел најпрво формирано е координативно тело составено од представници од повеќе институции, вклучително и представници од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, од Министерство за внатрешни работи, од Министерство за образование и наука, од Биро за развој на образованието, од владата на Република Македонија, како и представници од кабинетот на председателот на Република Македонија. Целта е ова координативно тело најпрво да направи одредени истражувања, да направи една студија со цел да се утврди дали и како да се воведе сообраќајно образование во Република Македонија. Идејата за воведување и засилување на сообраќајното образование потекнува од следењето на искуството во некои европски земји, особено искуството од скандинавските земји, каде што сообраќајното образование е доста застапено во рамките на образовниот процес, а резултатот е најмал број на загинати лица, како во однос на 100.000 жители, како во однос на бројот на возила или во однос на бројот на поминати километри. А кој би бил резултатот? Дали побезбедни деца или подобри возачи? Па ефектот од воведување, од засилување на сообраќајното образование, од воведување на еден посебен предмет во рамките на образовниот систем би бил и краткорочен и долгорочен. Од една страна ќе ги едуцираме децата да ги почитуваат правилата и прописите во сообраќајот и одговорно да се однесуваат во сообраќајот, меѓутоа од друга страна, ако веќе зборуваме за етика, за култура, за навики на однесување во сообраќајот, би рекол дека тоа се учи од мали нозе, тоа се учи во рамките на образовниот систем и сметаме дека на долг рок единствено преку силна сообраќајна едукација можеме да постигнеме и безбеден, повисоко ниво на безбедност на сообраќајот. Какви се меѓународните искуства? Искуствата токму тоа го говорат. Таму каде што сообраќајното образование е посилно застапено, имаме и помал број на загинати лица. Господине Манчев, во недела стапува на сила обврската за користење на зимска опрема. Може ли да ни кажете што опфаќа и во кој временски период ќе биде на сила? Да, почнувајќи од 15 ноември па се до 15 март нареднава година важи законот предвидува обврска за задолжително користење на зимска опрема. Би сакал да истакнам дека она што најчесто ги збунува граѓаните, а тоа е, под зимска опрема се подразбира користење на зимски пневматици, тие што длабочина на шарите не е помало од 4 мм, или користење на летни пневматици и синџири за снег.
Значи, или едната или другата комбинација. Не е задолжително користење на зимски пневматици, меѓутоа доколку всушност би сакал кажам дека доколку користите зимски пневматици чии што длабочина на шарите не е помалу од 4 милиметри, тогаш немате обврска да користите синџири за снег. Во спротивно може да користите и летни пневматици, меѓутоа важи обврската за користење на синџири за снег. Така, господине Манчев, јас ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и на вас. Со ова го завршуваме денешното петочно издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Јас сум Слави Царсова, уредник и водител на радиопрограмата, продукција Радио Слободна Македонија, 13 ноември 2015 година. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Слави Царсова.